it is definitely overwhelming to know that in my blood there may be answers. Тифани е со добро здравје по лекувањето од COVID-19. Тоа значи дека има шанси да им помогне на другите. Таа е една од првите во Њујорк која донира крвна плазма која би можела да биде користена за експериментално лекување. So it's very simple. People who recover have in their blood antibodies that kill the virus. And if they donate the plasma is the liquid part of the blood, not the one with all the red cells and all that. That plasma contains antibodies, and you can take that plasma and give it to another person to treat the infection or to prevent infection. Трансфузијата на антитела од излекуван пациент создава пасивен имунитет кај примачот и му помага да се бори со инфекцијата. Ова е нова и непроверена метода за борба против коронавирусот, но не е нова во медицината. Користена е и при други пандемии. It appears to have been effective in previous epidemics. There seems to have been some good effect during the swine flu, the H1N1 epidemic of 2008-2009. Но стручњаците велат дека има уште многу непознати за коронавирусот и за ефикасната борба против него. Plasma has a good track record in the past, but coronavirus is a new disease. So we're going to have to learn how to use it. And even though it is encouraging, and even some of the early reports are positive, I think that we need to be rigorous in our thinking and to test this appropriately with clinical trials. Во Маунт Синај болницата во Њујорк 35 пациенти примиле плазма од донатори. We're tracking them incredibly carefully for their clinical progress and other data that we use to monitor, and hopefully in about 2 weeks we will be able to tell you and the world what we're finding so far. For example, can they be reinfected or not? How long will they remain immune? Слични истражувања се одвиваат и во Европа и во Кина, каде што лекарите велат дека има одредени позитивни резултати. Доколку трансфузијата на плазма се покаже безбедна и ефикасна против коронавирусот, и натаму ќе биде предизвик за масовно користење. Диана Брент, излекуван пациент, иницира мрежа наречена Преживеани, со цел да привлече потенцијални донатори во Соединетите Американски држави. Таа вели дека човечките животи се во прашање и нема време за губење. Научниците очекуваат да продолжи истражувањето на ефектите од плазмата, паралелно со напорите за откривање вакцина. Во меѓувреме, пасивниот имунитет можеби станува нова метода во глобалната битка против пандемии.